Околу 3 милиони динари ќе ја чини општина Валандово мерката за ослободување на родителите од партиципација во детските градинки на годишно ниво, но бенефитите ќе се далеку поголеми. Вака вели првиот човек на општината, Перо Костадинов, кој чека оваа мерка да добие и зелено светло од Советот, а е предложена пред се заради економската и енергетската криза, но и да се зајакне солидарноста во заедницата. Паралелно, првиот човек на општина Валандово очекува и да се зголеми бројот на запишани деца во градинките од предучилишна возраст од сите населени места на општината. Средствата од кои што се полни општинскиот буџет мора да бидат трансферирани назад кон граѓаните на вистински начин и да бидат опфатени колку што е можно повеќе граѓани. Има повеќе фактори за одлуката да ја донесеме оваа мерка, една од нив е и кризата со која што се соочуваме не само ние како локална заедница или држава, туку и цела Европа во моментот, значи енергетската и економската криза. Се радувам искрено што навистина беше прифатена и што во голема мера ќе го олесни функционирањето и детската заштита во општина Валандово. Исто така во двете градинки во општина Валандово, Калинка во Валандово и Детелинка во Јосифово, згрижени се околу 270 деца, но оваа бројка од месец во месец се променува. Со новата мерка се очекувам да се зголеми и бројот на опфатени деца. Со реализацијата на истата, бенефит ќе имат и градинките кои што директно ќе ги добиваат парите од буџетот, но и родителите, тврди Костадинов. Со оваа мерка треба да постигнеме повеќе нус ефекти, она што е главна цел е да не се случи да има дечиња кои што нема да бидат вклучени во детскиот процес заштита и едукација уште од најмали години, така да сигурно дека очекуваме оние кои што не ги посетуваат во моментот детските градинки да ги посетуваат. Исто така представува значаен момент и за семејните буџети, посебно за оние семејства кои што имаат повеќе деца од едно во детската градинка кои што ја посетуваат, бидејќи тоа се на годишно ниво сериозни издатоци кои што едно просечно семејство мора да ги направи. Првиот човек на Валандово не сакаше да коментира дали неговите колеги од останатите општини треба да ја применат оваа мерка во услови на економска и енергетска криза, пред се за помош на граѓаните кои што имаат деца во градинките.